Денеска имавме една средба со повеќе невладини организации кои што ги застапуваат интересите на ромската заедница во Република Македонија. Тоа беше средба инициирана од страна на овие невладини организации и поединци, заради тоа што се соочуваме со еден сериозен проблем пред се на дискриминација, односно враќање од граничните премини на лица од ромската популација на излез од Република Македонија. Проблемот е веќе подолг временски период за кој што е дебатирано, разговарано и со невладините организации, отварени се прашањата и во македонскиот парламент и овде во Министерство за внатрешни работи. Меѓутоа, мислам дека кулминира во последно време, бидејќи се соочуваме со водење на судски постапки, односно поднесување на тужби за дискриминација пред надлежните судови во Република Македонија. И сакам да информирам јавноста дека имаме 41 судски процес кој што е заведен пред надлежните судови во Република Македонија, а се однесува токму на дискриминацијата при излез од Република Македонија на припадниците на ромската заедница. Денеска на овој состанок разговаравме околу овие аргументи, ги разгледавме сите законски можности. Мора да кажеме дека има и неколку правосилни судски пресуди кои што представуваат товар не само за Министерството за внатрешни работи, туку представуваат товар и за Република Македонија. И се договоривме, заклучивме на овој состанок дека треба да се достави едно укажување за начинот на постапувањето на граничните премини, кои што се однесуваат пред се на недискриминација по однос на полот, по однос на расната, политичката, етничка, верска и друга припадност, се со цел ваквите негативни појави да бидат минато во Република Македонија, да не го рушиме угледот, честа и достоинството на никој граѓанин на Република Македонија, ниту на припадниците на ромската заедница, а со тоа да успееме да ги намалиме можностите да се водат вакви судски спорови во кои што генерално се руши угледот и честа на Република Македонија во меѓународните рамки. Ние имаме обврски превземено и со меѓународните договори, со европското право и така натаму, меѓутоа во рамките на уставот, на законите и на примената на европското право треба да се изнајде решение кое што ќе значи недискриминација на било кој граѓанин на Република Македонија. Благодарам. Полицијата не постапи законски и дозволи излез на без разлика на кој граѓанин, без разлика од националност да ја напушти државата, доколку странската земја го врати назад, тоа може да покрене последици врз граничниот полицаец. Дали може да ни објасните што понудивте како решение, да кажем, за да не дојде до таа дискриминација? Сакам да знаете дека незаконско постапување во било кој дел на Министерство за внатрешни работи е казниво. И во било кој дел за секој граѓанин на Република Македонија. Ние овде денеска разговараме како да се применува законот на кој што важат позитивни законски прописи и уставот на Република Македонија. Има ситуации во кои што за кои што се поведени судските спорови, меѓутоа за кои што имаме и пресуди веќе правосилни, за кои што државата ќе мора да плати штета за нарушување на угледот и честа, во кои што без никакво образложение, без никакви писмени документи и така натаму, не му се дозволува излез на лице кој што е припадник во случајот на ромската заедница. Укажувањата мора да бидат во правец да се почитуваат уставните и законските норми и нормите кои што се превземени од правото на Европската Унија, да бидат доследно почитувани за секоја состојба, за секој случај поединечен, кога тоа потребно да се состават службени документации и врз основа на кои што ќе бидат детектирани неисполнувањето на условите за да лицето не може да не напушти Република Македонија. Тенденцијата е само да се применуваат законските решенија и во тој дел ќе биде укажувањето до граничните премини и постапувањето на полициските службеници. Не, за другите теми ќе имаме
дополнително през конференции и информации. Представители на невладините организации денес овие ваши кажувања меѓу населението со кои што разговараат, бидејќи нели законот треба обострано да се почита. Прво, денеска состанокот е свикан како можност партнерски да делуваме сите. Граѓаните од една страна, институциите од друга страна. И не може само права, туку мора да има и обврски за сите граѓани на Република Македонија и во тој дел секој граѓанин на Република Македонија е должен да ги почитува законските прописи. Нормално дека ромската популација, односно невладините организации кои што работат на оваа тема, работат и треба да работат уште повеќе во смисла на тоа дека недозволените заминувања од Република Македонија треба да бидат на едно ниско ниво, односно да се укажува на тоа дека економска миграција надвор од Република Македонија представува проблем и со тоа може да се наруши интересот на Република Македонија. Меѓутоа, факт е дека од Република Македонија не заминуваат само роми, заминуваат сите граѓани на Република Македонија по разни основи и тоа е нешто за кое што ние како држава мора да наоѓеме решение како да допринесеме граѓаните на Република Македонија да остануваат овде и овде да ја градат сопствената иднина.